Да, ги видов реакциите на партиите од албанскиот блок дека тоа била моноетничка средба, како ја нарека, и дозволете веднаш да ја демантирам таа изјава од страна на албанските партии и ќе кажам две работи. Прво, ја повикав средбата за претседателите на сите политички партии, еден од претседателите на една албанска партија, да ги потсетам, каже дека тоа би било губење време. А сега не обвинуваат за некаква моноетничка средба. Иницијативата произлезе од трагедијата во Кочани, во која видовме дека има прашања битни за државата, за развојот на државата, во која што сите политички субјекти мораме да соработуваме без разлика, што имаме различен политички бекграунд, различни политики кои што сме ги имплементирали, кои што планираме да ги имплементираме и водиме, и начинот како ги градиме во иднина. Уште една многу важна работа, јас таму на тој состанок вчера го представував Социјалдемократскиот сојуз, премиерот Христијан Мицкоски и ВМРО-ДВМН. И ние се состанавме како лидери на две најголеми партии во македонскиот блок. При тоа премиерот беше прв кој што без никаква забелешка и единствен ја прифати таа средба. Апсолутно сметам дека требаме да продолжиме во следниот период во насока на организација на средба и лидерска средба на лидерите на сите големи политички партии, и ова е уште еден повик мој до сите, вклучувајќи ги и партиите од албанскиот блок. Јас тука апсолутно не гледам никаква потреба ние да се делиме на партии од македонски или албански блок кога станува збор за интересот на државата. Во извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз има албанец, има македонка муслиманка, од следниот период во централниот одбор ќе биде и ромка. Ние сме мултиетничка партија. Никој нема право нас да не обвинува за некакви етнички или националистички политики или пристап. И уште еден коментар во однос на средбата, помина добро, во многу конструктивна атмосфера. Донесовме заеднички став да го почнеме да го изработиме начинот на кој што ќе работиме на реформската агенда, како никогаш до сега, сите партии заедно, по примерот на многу развиените демократии. Шведска има таков пример, Германија има таков пример. Ние понатаму ќе бидеме политички различни. Меѓутоа, ако станува збор за државата, мора да седиме сите заедно и ги решаваме проблемите. Никој нема доволен човечки капацитет и потенцијал за кратко време нешто да сработи. Ние сме мала земја и во таа смисла мораме да се обединиме за најважните прашања.